Со мене сега на Zoom се Петар и Бисера, членови на уредничкиот тим на студентскиот медиум Авангарда при Универзитетското студентско собрание. Добро дојдовте, Петар и Бисера. Добро Hello. дојдовме. Како си, шо има ново? Ајде Бисера, ти давам предност. Многу чудно прачење што има ново кој си во карантин цел ден. Не знам што да кажам, но што ново излегов да ги проштам кучињата денес и се прошетав. Се прошетав до дневна. Да, буквално. Сменив аутфит. Тоа најбитно. Како сте со предавање? Имате или? Имаме. Не. Па ајде вака да започнем, пошто не верувам дека нашите гледачи да се представите кои сте, што сте, од кај идете, тоест од кој факултет сте и каква е вашата поврзаност со студентскиот медиум Авангарда, на кој што и овој подкаст се наоѓа. Ајде Петар ти прв. Ајде јас прв сега. Здраво на сите гледачи, слушатели. Јас сум Петар Јанковски, доаѓам од филолошкиот факултет Блаже Коневски, втора година сум во моите студии. И исто така сум председател на комисијата за студентски медиум. Ева се моите колеги, кои што соработувам со нив, кои што ги правиме овие интересни подкасти и статии кои што ќе објавуваме заедно со нив. Исто така ја имам свој подкаст, се вика Unfiltered with Peter. Сега ја користам приликава да си спромовирам. Да, ја користам приликава да си спромовирам сам себе си. Така да, ако сакате, идете, дзирнете ме мене. Basically, тоа е тоа, као сме многу уживаме кога работиме заедно. И како за почеток, за прв студентски медиум дека за УКИМ, се надеваме дека стварно ќе имаме многу работа, исполнета со успеси, со добри статии, со добри подкасти. Така што очекувате многу од нас. Бисе? Јас сум Бисера Самарџиева, јас сум студент на филозофскиот факултет, трета година сум студент на психологија и сум дел од уредничкото тело на студентскиот медиум Авангарда при Универзитетското студентско собрание на УКИМ. И се согласувам со се што кажа Петар, дека стварно се надеваме дека ова ќе прерасне во нешто поголемо, заради тоа што не сме само студентски медиум на УСС, туку сме студентски медиум на студентите и сме отворени за соработка со сите студенти. И сакаме се приклучат што повеќе луѓе за да можеме да вадиме што повеќе работи надвор, што да вадиме повеќе статии, повеќе подкасти, повеќе било што сака да направат студентите, затоа што сакаме конечно да дадеме глас на студентите на масата на УКИМ, заради тоа што сепак ова се луѓето што утре треба да станат водачи на нашата држава и да станат интелектуалната маса. И сакаме да им дадеме нивен глас. Да, баш ова сега што последно го кажа, вака ви го почнал некој наш разговор за медиумот, бидејќи целта сега мене и се надевам на вас ние да се обидеме да го представиме медиумот, бидејќи уште не сме официјално почнати. Затоа да почнеме со како се роди идејата за ваков студентски медиум, како се овој процес започна и што се случи за да може еве сега ние да снимаме подкаст и да збориме за студентски медиум на УКИМ. Па јас ќе почнам ова, пошто целата идеја произлезе од Универзитетското студентско собрание, кое што се оформи оваа година, мислам оваа академска година 2019-2020 во октомври. Мислам дека се почна иницијативата за сите факултети при УКИМ да си состават свое факултетско студентско собрание кое што ќе раководи со своите факултети. И од таму факултетското студентско собрание праќа по 20 делегати на Универзитетското студентско собрание. Сега на Универзитетското студентско собрание има различни комисии, мислам за екологија, за настава, за самоевалуација, за студентски медиум, ние. И тука мислам дојде до момент каде што не одлучивме, се бираше кој да биде за комисија за медиум и јас се кандидирав да бидам председател и
председавач на нашата комисија. Мислам дека идејата позади тоа што нели се кандидирав, пошто стварно немаше негде на страниве што нели излагаат на Facebook, на Instagram, на Twitter or whatever, било каде. Немаше доволно информации што студентите ги засегаше. Сега кога станува збор за студенти како студенти сакаме да бидеме во тек, а едноставно тие да ги кажам формалните вести има некои информации што стварно не ни се битни, а не сакам да кажам дека немаме време, имаме време, особено сега со карантинов, ама едноставно сакаме сајт или медиум што стварно ќе ги застапува повеќе интересите на студентите и ќе им нуди новости, вести, стати, подкасти, каде што стварно може онака да се пронедат во тоа што го слушаат и што го читаат. И basically тука веќе ние почнавме да работиме. Се одбравме, одлучивме дека сакаме подкасти, одлучивме дека сакаме да имаме свој сајт, кој се надеваме дека од наредна недела ќе биде пуштен во употреба. Се надеваме, пошто стварно работиме на нив, сакаме квалитетно да биде све и сакаме да ги задоволиме сите оние работи што студентите го очекуваат од нас. Кога вели се собравме, колкав е бројот на луѓе кои во моментот се инволвирани на овој проект? Дали има заинтересираност кај студентите за вакво нешто? Па да бидам искрен, на почеток, мислам прва година е за универзитетското студентско собрание да почне со работа, стварно се трудиме. Имаме премногу нашачинија за работи што сакаме да ги постигнеме годинава, барем дури не трае мандатот. Ама да бидам искрен, еве конкретно за студентски медиум, пошто нели председател сум таму и мислам дека немаше толку заинтересираност колку што мислевме, од причина што студентите уште немаат стекнато доверба. Мислам имало претходно нели студентски собранија, студентски сојузи и што све не. Парламент. Тие. И од претходни настани студентите имаат некако изгубено доверба во тоа што тие студентски собранија, парламенти, така натаму ја вршеле својата работа. Некако немаат доверба во тоа. И сега целта нас, првата цел ни е да стекнеме довербата кон студентите, за да видат дека стварно тоа што го правиме не е колку онака да ни пројде време и шалабајзерски да ни биде, туку стварно сакаме да бидеме квалитетни од тоа што го правиме и стварно сакаме да биде нешто квалитетно што студентите ќе може да го гледаат како доверлив избор на информации. Ако може само да додадам уште нешто, како што кажа Петар, може би нема толку голем одговор студентите како што очекувавме, мислам дека тоа и мисля така во тоа има многу голем удел тоа што не се навигнати студентите некој да им дава ваква обемна платформа, каде што им даваш комплетна слобода што сакаат да направат, заради тоа што ние тоа сакам да им го дадеме. Сакам да им дадеме можност што сакаат да напишат, што сакаат да произведат, било како, дали сакаат за вести да пишуваат, дали сакаат за политика, дали сакаат за филмови, за книги, за било што. И мислам дека студентите не се навикнати некој тоа да им го дозволува нив. И исто така немаат сфатено дека ова е буквално медиум на студентите. Ова не е наш како комисија за медиум, туку ова медиум на студентите и ова е отворен за сите. Не се навикнати на толку они да имаат контрола врз тоа што сакаат да читаат и да произведуваат и да гледаат. Мислам дека тој има многу голем удел во тоа колку луѓе се пријавуваат да креираат нешто на овој медиум. Кратко кажано, сакаме да искористиме таа реченица како од студенти за студенти. Баш. Да, доколку сега, например, некој студент од било кој од факултети е, па и науким, па и на факултет, на универзитети од целата држава, доколку сака да се приклучи во работа на медиум. Каков е начинот да ви сконтактира, што треба да направи? Доколку сака да учествува во работата на студентскиот медиум, имаме неколку правила.
Не се неколку строги правила, но препорачливо е да се држат по тие правила. Мислам, може да не исконтактираат на мејл, доколку имаат нели статија да објават или да ни кажат некоја информација, дали сакаат, не знам, било што сакаат они да го прикажат, може слободно да го пратат на нашиот мејл. Но околу правилата, како студентски медиум и како diverse нели колеги, не прифаќаме говори на омраза, не прифаќаме како да ги класификувам. Се што спаѓа едноставно кажано, секој може што сака да креира на овој медиум, само не бидете само да не се шири омраза. Тоа ни е целта. Да. Кога Се сакаме може било што да се кажува, се додека вие се придржувате до базични морали, како немате да судувате некој друг за било која негова ориентација, било да е полова, родова, сексуална, религиска, било што. Тоа се единствените наши правила. Се додека се однесувате фини кон другите, ние ќе се однесуваме фини кон вас. Целта ни е онака да биде како a big bubble од safe space, кај што секој може да презентира што сака, се додека е во границите на дозволеното и да не биде онака you're stepping out of the line. Смири се. Сакаме да направиме база на едукација за студентите, каде што можат да дознаат нешто ново од некој што е и поискусен во тоа или некој што знае нешто повеќе за тоа. И ние сакаме тоа да се шири и да може таква неформална едукација да направиме на факултетот преку медиуми, само што сакаме тоа да биде дефинитивно зона каде што нема да има било каква омраза и несоодветно однесување, што не е соодветно за академски граѓани. Се согласувам и како еден од доратниците само го потврдувам ова, дека реално да, правиме сами ги креираме нашите содржини. Мислам, секој студент креира за себе, како дел од платформата која е создадена преку медиумот, но секој има право да пишува што сака, се додека тоа не навлегува во ширење на говор на омраза или навлегување во нечија приватност, па не дај Боже и злоупотребување на податоци, па ред други работи кои со закон не се дозволени. И сега би се вратил малце на формирањето, бидејќи нели со пандемијата сега, со корона, сите сме зафадени, па така и студентскиот медиум, верувам. Што ајде, вака да формулирам прашањето, како COVID-19 или коронавирусот, каков проблем му прави на медиумот? Што беа плановите пред, како сега моментално функционира медиумот, како така? Види вака, медиум како медиум не може да не спречи, пошто тоа ни е работата. Мислам да креираме, да создаваме нели статии за читање, за подкасти, за било што. Тоа нема. Добро, малце ни ги поремети плановите, еве конкретно за подкастите. Лично за мене, ја очекував да снимаме подкасти со гости, со психолози, со едно со друго. I'm just giving hints right now за идеите мои. Ама мислам тоа ето да го кажеме некој вид на мала колатерална штета. Што реално нема толку да ни наштети, само не ги дираил на плановите. Работиме, мислам, пак не е некоја вкусна кукава работа, но пак креираме статии, пишуваме, смислуваме идеи за подкастите. И ти и јас заедно, мислам, си имаме подкасти. Наскоро и од Бисера ќе треба да очекуваме еден подкаст. For the book lovers. Сега веќе мора да направи, пошто е кажано, снимено, ќе иде паблик, така што мора да... Само брзавте. You asked for it. Either way, не може да не спречи стил да не можеме ништо да не правиме. Стварно, си имаме работа, си имаме занимација in a way. И мислам дека дури и ни направи некоја
добра работа, што вака ќе имаме повеќе време да размислуваме за статии, за идеи, за било што. Сум не спречува на ниеден начин. Да, дефинитивно повеќе креативна слобода имам ментално, зашто доаѓаат идеи рендово било кој дел од денот и можеш одма да истражиш за тоа или да почнеш да го пишуваш, така што мислам дека можеби завршуваме исто работа како што би завршувале без ковид или пак може малку повеќе, зашто имаме повеќе слободно време. Малку повеќе. Да, мислам дека од лично искуство со подкастов, не знам, веќе година и пол го планирам, па размислувам, па теми, па ајде наоѓа луѓе со кои да го правиш. И сега веќе кога зафати корона и седиш дома и немаш што да правиш, си кажам, ајде, валјда ќе почнеме некој подкаст ќе снимаме. Или не знам, ќе земеме статија ќе напишеме. Ама Тоа е работата што кога еве дома си и кога сега со подкастите, кога имаш занимација, стварно имаш издувен вентил кој што можеш на креативноста да не ти биде кога да ти скапува само тука, туку стварно имаш кога негде кај да ја презентираш, каде да ја ставиш и да не биде онакако за ништо. Дори бевме на факултет кој имаш тука милион работи за правење, сега се извинувам, ама газ преку глава си, што не знаеш што попрво да направиш, дали вежби да пишуваш, дали да преведуваш, не конкретно кај мене ќе преведувам. Ама битно сега кога имаш стварно повеќе време на располагање, кога можеш стварно да се фокусираш на една работа и да биде стварно квалитетна таа работа. Сега, знаеме дека мандатот на Универзитетското собрание е 1 година. Што после тоа? Се надеваме дека медиумот како концепт на факултетот и на УКИМ ќе продолжи да постои после нашиот мандат, заради тоа што се надеваме дека направиме нешто што е here to stay, што луѓето ќе уживаат да го читаат и да креираат за него и без разлика кој го води, дали сме ние или следната генерација, се надеваме дека продолжи да живее, зашто тоа сакаме да направиме нешто што ќе продолжи и после нас. Ако ништо друго, ние се надеваме дека они ќе продолжат оваа кариера што ние ја правиме, кога стварно се надеваме дека сајтот ќе ни просперира, мислам, не само сајтот, и како цел медиум студентски, стварно се надеваме дека ќе просперира. Who knows, може и тие што после нас ќе додат ќе бидат многу поуспешни од нас, кога мислам, стварно се надеваме, кога ја сум човек што онака се радува на нечи успех, така што идните водители, good luck, good job. Добро, ај сега вака, ја уште едно прашање имам на ум околу медиумова, после ако вие имате нешто да дадете слободно. Прашањето се однесува на тоа дали како студентски медиум ќе има обезбедено финансиски средства за репортери хонорарци кои што на пример би дошле, не знам, од новинарски факултет или од факултет за новинарство или од други факултети кои што би се нафатиле да пишуваат дневно одреден број на статии или ќе се иде на тој принцип да медиумот биде повеќе како место за ставови, за колумни, за подкасти или за едноставно еднаш пишуваш, не можеш после да продолжиш. Каква е политиката околу тоа? Да, ова мислам дека најголемата сфера каде што ковид најмногу не погоди како комисија и како медиум, заради тоа што во план ни беше да имаме хонорар за постојани новинари кои што ќе пишуваат одреден број на статии неделно или некој таков систем што го имавме ние разговарано со станоци. При тоа што план е на овој медиум да имаме и вести за Македонија и за светот што ќе излегуваат регуларно, зашто не може било кој да го пишува тоа, морате да имаш новинар кој што некако ќе го компензираш за тоа да следи цело време што се случува во светот и да пишува статија за тоа. Ама, заради тоа што апликациите што се за финансии, за комисии, за УСС се одложија поради ковид, моментално ние немаме такви средства. Надежно кога ќе се врати ситуацијата во контрола и кога ќе надежно ќе добиме тие средства, ќе можеме да го поставиме целосно тој принцип, каде што ќе имаме постојани новинари кои што ќе пишуваат вести, ставови, статии за наука, за спорт, за политика, слично.
Но освен тие постојни новинари кои што би сакале да ги имаме, на кои што би сметале цело време, исто така сакаме да имаме секогаш и статии од студенти кои што се заинтересирани за одредена тема, кои што доаѓаат ни кажуваат: јас сакам за ова да пишувам, дали може да ви ја дадам оваа статија сега, ама нели не сметате на мене цело време. Така што тоа е нашиот план како ќе функционира ова и како ќе вадиме ставови. Надежно короната ќе ни го дозволи тоа. Да. Грскрост. Боговите на јавното здравство ќе се смилуваат. Ќе видиме. Венко Филипче. Да ни е жив Венко. Ја поиќе прашање не знам дали ја може, сигурно имам нешто испушено, па ако имам, кажувајте уште сега додека не сме завршиле. Имаме ли прашања други? Меѓу себе прашање? Па не знам, еве, што ве интересира, не знам. Може да прашате нешто за подкастот или за било што. Или да додадете за медиумот, не сме спомнали. Кога ви излегуваат подкастите, дечки? Па, вака, подкастите ќе ни излегуваат најверојатно секоја среда. Ќе имаме, како ситуацијата се одвива, ќе имаме и некои вакви вонредни подкасти кои што направиме во неделата ова претходна за одредени теми кои што се случуваат што на нашите факултети, што за одредени политички настани. Знам дека веќе сме у процес да договарање да снимиме едно лайв верзија за изборите 2020 у ноември во САД, кај што иако има уште едно добри 4, 5, 6 месеци, не знаеме ни дали воопшто ќе се случат. Планираме цела вечер да идеме, ама отом потом ќе видиме како и што. И ако правите live viewing на elections за USA, јас сум за ако. Договорен. Јас А те Петар, спијам. твојот подкаст кога излегува? Мојот подкаст излегува секој петок. Околу мојот подкаст јас правам многу полабави теми, не навлегувам толку политика, пошто мостли не ме бива за тоа. Знам, еве, колегите од Правен си го прават тоа и ми да прекрасно. Јас правам многу полабави теми, мислам студентските муабети кои, не знам, кафе муабет. Ако треба да го категоризирам, кога ќе го кажам кафе муабет, ама без кафе. Мислам, можеш да имаш кафе, као ја да си направам за мене и као на подкастот да така мини ASMR момент да има и да биде како како сте? Да. Тоа е мојот подкаст. Може да ме следите на Instagram unfiltered_with_Peter. Таму постирам многу работи, а можете и мене ме фолоунете на мојот официјален профил Petar_Jankovski со Y. Супер. Така, фала. Фала Се слушаме во некоја наредна прилика, а за нашите слушатели следете не по социјалните медиуми, subscribe. Мислам дека оваа епизода треба да иде и на Apple Podcast, така што може и таму сега да не најдете, освен на Spotify. Like and subscribe. И YouTube, така што like, subscribe, review и оставете коментари како ви се свиѓаат досега епизоди. И ако сакате да учествувате во нашиот медиум, можете да ни контактирате на Facebook или на Instagram, исто така на нашиот мејл studentskimediumavantgarda@gmail.com.